Добро вечер и Божи благослов се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило и драго што можеме повторно се разбира да бидеме заедно и да го слушаме словото на нашиот Господ и Спасител. Библијата вели дека словото на нашиот Господ треба да биде патокас во нашиот живот и авторитет кој ќе го управува, се разбира, нашиот живот. Му благодарам на Господа што можеме повторно да бидеме заедно и се разбира да го слушаме гласот Негов. Библијата вели, па дури самиот Господ Исус Христос вели во Евангелието на Јован дека неговите овци го слушаат неговиот глас и врваат по него. Се надевам дека оваа вечер ќе ги отвориме нашите срца и ќе го слушаме Божиот глас, она што Господ сака да ни зборува на сите нас. Почитувани, се разбира дека зборуваме за Христовото раѓање. И ова вечер сакам да зборуваме за тоа Христово раѓање кое што се случи пред 2000 години на оваа земја. Всушност тоа е еден историски акт кој што е запишан или уникатен акт кој што сметам дека е многу битен и дека е многу важен. И затоа можеби се поставува, па дури до денеска тоа прашање, колку е битно и колку е многу важно, се разбира Христовото раѓање, поточно Божиото раѓање на оваа земја. Можеби ако си поставиме контра прашање, а тоа всушност би гласело вака: што ако Христос не се родил на оваа земја? Или Месијата кој беше долго најавениот Месија од самите пророци, всушност самиот Бог се најавил преку пророците и не дошол во тоа време кога требало да дојде. Што би се случило? Какви би биле последиците? Затоа што од секоја работа кој ние си ја вршиме или ја работиме, си носи сама по себе своја цена или си има своји последици. Но реков дека Христовото раѓање е многу важно и многу битно за сите нас. Христовото раѓање не само што е толку многу важно, исто така е уникатно. Зошто? Затоа што кога ќе го читаме Словото Господово, всушност кога ќе читаме сите три евангелија, затоа тие се нарекуваат синоптични или исти евангелија, всушност станува збор за Матеј, Марко и Лука, кои зборуваат точно за тоа Божјо раѓање, како Месијата дошол на овој свет и се разбира нам ни послужил. Но зошто толку многу е важно? Замислете си. Ако Месијата не би дошол на овој свет, дали би можело да се исполнат сите пророштва кои беа предскажани за самиот Месија? И дали би можел човекот да се врати во таа првобитна состојба? Во Новиот Завет имаме толку уникатни работи, толку Христос зборувал за сите овие работи јавно и отворено. Но би сакал оваа вечер да се послужиме барем со еден пример. Со примерот на Захеј. Кога Исус врви низ Ерихон и оди, а потоа гледаме дека доаѓа при домот на Захеј. И тој зборува дека дојден е да го побара она што е загубено. А тоа е всушност дојден е да го побара човекот и да го спаси човекот. Тоа било Месијата. Всушност тоа било и суштинската улога. И затоа е Христовото раѓање е уникатно раѓање на овој свет. Во иднина, ние можеби ќе зборуваме, ќе видиме дека исто така ќе сака ѓаволот да го ископира ова Божјо раѓање. Но за тоа ќе зборуваме во некој од наредните емисии, всушност кога ќе зборуваме за Антихристот. Тоа е доста интересна тема која што е многу и актуелна, се разбира. Но, реков, нема да зборуваме за тие нешта, туку ќе зборуваме за Христовото раѓање, кое е всушност Божјо раѓање.
кое донесе огромна радост за сите нас. Еве ќе отвориме во Лука првата глава, значи Евангелие на Лука првата глава од 26 па се до 38. И еве што ни вели Словото Господово. А во 6-тиот месец беше испратен од Бога ангелот Гаврил во галилејскиот град по име Назарет, кај една девојка, таа беше свршена за маж по име Јосиф од домот Давидов, а името на девојката и беше Марија. Кога влезе ангелот кај неа и рече: Радувај се, благодатна, Господ е со тебе. Благословена си ти меѓу жените. А таа, штом го виде, се возневери од зборовите негови и размислуваше што значи тој поздрав. И му рече на ангелот, всушност и рече ангелот: не плаши се, Марија, зашто си нашла милост или благодат пред Бога. Ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе роди син и ќе го наречеш со името Исус, кој во превод значи Спасител. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот и ќе му го дадат Господ Бог престолот на неговиот татко Давид и ќе царува на домот Јаковов за секогаш и царството негово нема да има крај. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа, кога јас не знам за маж? Ангелот и одговори и рече: Светиот Дух ќе слезе на тебе и силата на Севишниот ќе те осени. Па затоа и роденото ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи. Ете, и Елисавета, твојата роднина, за која велат дека е неродка, и таа зачна и ќе роди син. И таа е веќе во 6-тиот месец. Зашто кај Бога ниту еден збор не останува невозможен. Марија пак рече: еве слугинката Господова, нека ми биде според зборовите твои. И ангелот, се разбира, си отиде од неа. Овде станува збор за Гаврил, кој ги носи овие радосни вести на Марија, дека таа ќе зачни и ќе роди син, и дека детето кое ќе зачни во незината утроба ќе биде свето и ќе се нарече Син Божи, затоа што Светиот Дух или Севишниот ќе ја осени. Се разбира, самата Марија поставува едно вакво прашање: како ќе биде тоа? Јас сум девојка која не знам за маж. Гледайте, затоа реков, Христовото раѓање е уникатно раѓање, но сепак Библијата ни открива дека нема нешто што е невозможно за Бог, затоа што тој е семоќен. Бог му се откри на Аврам како Ел Шадај, како оној кој е семоќен и нема нешто кој што е невозможно. Ова уникатно дело, кој што е пред очите на луѓето невозможно, но пред очите на Господа е возможно. Марија останува бремена, затоа што Светиот Дух, реков, ќе ја осени. Така ни вели Словото Господово. И потоа вели тој ќе биде голем и ќе се нарече Син на Севишниот и ќе му даде Господ Бог престолот на неговиот татко Давид. Ние во минатите емисии спомнавме дека точно Месијата ќе дојде преку Давидовото колено. Зошто? Затоа што тоа колено било царско колено. И Библијата вели дека тој ќе владее и дека неговото царство ќе нема крај. И тој точно ќе седи на тој Давидов престол. Оној кој постои од почетокот, оној чие царство постои од почетокот, а тоа е, се разбира, Господ Бог, оној кој го створи небото и земјата. Тој, всушност, преку Марија доаѓа на овој свет, се утелотворува во личноста на Исуса Христа со цел да го откупи човекот и да го врати во таа првобитна состојба. Друго,
Она што човекот го изгуби, всушност ги изгуби сите тие драгоценни прилики. Сега преку ова Божјо раѓање, Бог сака да ги врати кај човекот сите тие драгоценни прилики и можности кои што Бог му ги даде на човекот. Особено, целта на Бог беше човекот да живее вечно и да управува и да царува на се што Бог создаде. Затоа што Библијата вели дека човекот беше круна на Божјото создание. И затоа дојде Месијата на овој свет да го откупи човекот, да те откупи тебе и мене со својата скапоценна крв, да биде излеана на тој Голготски крст и да се изврши откуп за целото човештво преку Месијата. Така да, Господ нека биде навистина со сите нас и тој нека не благослови оваа вечер, се разбира, и нека имаме една убава, благословена вечер и се разбира, ако даде Господ. Се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Имајте уште еднаш и ви посакувам убава и благословена вечер. Господ нека биде со сите нас и тој нека не води. Ако ова вечер биде последна вечер од нашиот живот, мојата молитва е да бидеме при Бога. Амин.